Како директор на Фондација за култура и спорт, формиран од општината, односно Советот на градот и градоначалникот, имам право артикулирано и со примери да кажам зошто е, сега велам условно, незадоволството пред секај сограѓаните, бидејќи Куманово е портата на Македонија. Ако говориме за културното наследство, не е само традиција мезалъки и суџук. 22 години е денове на комедија, како паметам во сите овие години се одржува квалитетно, со квалитетна понуда, впрочем тоа го нашите сограѓани го покажали сите од Република Македонија. За Тамурашиот фестивал, во 2005 година е првиот фестивал, 14 години за ред, сега е 15-та. Наместо да славиме юбилеј оваа година и очекувајќи поголеми средства, така и напиша на апликацијата, штета што, мислам, ја немате, но да ја видите дека е со сите нишани. Не фали ни од тековна состојба до се, затоа што сиве години назад сме ги давали истите документи и тоа поминувало. 2013 и 2014 по 100.000 денари, 2015 150, 2016 200, 2017 150, пак 150, оваа година нема ништо. И јас го поставам јавно и гласно прашањето дали комисијата направила превид или воопшто не ги разгледала документите. Кога велиме за ревизија, не сакам сега секој ќе збори за своји проекти, но ја говорам за проектите од градот Куманово, од кај доаѓаме и сакаме да таа култура во предвечерието на 5 века, влегуваме во година која Куманово слави 5 века на своето постоење, каде што нормално дека преку културата се гледат и културните содржини, се гледа и што и како овој народ во сите овие 5 века и како живеел, што ќе рече дека ние очекуваме оваа година, апликанти сме во Министерството за култура, за градна култура и очекуваме да го добиеме тоа престижно и да ги оправдаме и средствата, пак ќе кажам што ќе ни, ако ни се доделат воопшто, да ги оправдаме со една поквалитетна и побогата културна програма. Реков дека ова не се профитабилни фестивали, и Тамурашиот фестивал е фестивал кој се одвива на отворена сцена, не наплаќаме никакви карти. Тоа значи дека не треба тука ни на ЗАМП и на никој од тие луѓе да плаќаме. Тоа е моје мислење лично. И ќе повторам, ги молам луѓето во Министерството за култура, комисиите да ги преиспитат одлуките во однос на конечно донесување на одлука, без да правиме обжалувања и судски некакви поставки, ако е потребно. Ова е укинување на фестивал. И на денове на комедија, и на Тамурашиот меѓународен фестивал, кој не е никаква приватна собственост, но е културна манифестација од едно поголемо ниво, поддржано од град, од министерство, и чинам дека, да не се повторувам, дека ќе има сенс Министерството, комисиите да го преиспитат. Јас не го говорам дали тоа треба да е ревизија на цела програма или на тие што не добиле, си има Министерство кој ќе се одлучи и ќе чинам дека ќе донесе правилна одлука и апелираме ова за градна култура. Ние веќе програмите ги имаме дадено сите заедно како носители, директори на културните јавни установи и секторот за култура и Фондација за култура и спорт ги дадовме на разгледување, чекаме комисијата тоа да го направи, да го обздани како средства за да знаеме што да правиме.